Одлуките кои ги донел Уставниот суд со гласот на Елизабета Дуковска се конечни и извршни, вели председателот Дарко Костадиновски. Го повтори ставот на уставните судии дека одлуката на Управниот суд за укинување на изборот на Дуковска бил правен преседан. Правни последици ќе има од ваквата одлука, вели Костадиновски, но какви не откри. Оваа одлука на Управниот суд ќе произведува правни последици. Ќе оставиме да видиме и науката, и струката, ако има потреби Уставниот суд, евентуално во иднина да се произнесеме за оваа состојба. Зашо ова е состојба? Правна состојба. Зашо еве многу едноставно ви кажав, имаме пресуда, таа пресуда ни прави правна состојба, таа правна состојба создава правни импликации и веќе ги гледаме. Од друга страна, председателката Силјановска Давкова потенцира дека гласањето на уставната судика бил неуставен и незаконски, зашто во изборот останатите кандидати не добиле шанса да бидат гласани од членовите на судскиот совет и за неа веќе донесените одлуки со гласот Дуковска не би требало да се проблематизираат. Сега не би смело си одлуките да се проблематизираат, меѓутоа не може да остане во Уставниот суд особа која што е избрана на неуставен, па ако сакате и на незаконски начин. Оти каков е тој надпревар ако имате повеќе, а некој си одлучи дека завршена е битката уште пред правната, мислам уште пред да почне. Уставниот суд ја одржа првата седница без Елизабета Дуковска. Во изминативе години таа работела на стотина предмети, но дополнително ќе се утврдува колку останале незавршени и ќе ги наследи друг уставен судија. Поради заминувањето на Дуковска, уставен веќе одложи расправата по законот за употреба на јазиците, бидејќи таа беше судија известител. По 2 години од изборот Дуковска го напушти Уставниот суд со одлука на управен, кој утврдил дека судскиот совет на седницата за избор гласал единствено за неа, но не и за другите двајца кандидати.